Добро утро, почитувани гледачи, ви посакувам добре дојди во ова ново денешно издание на емисијата Фактор здравје. Зборуваме за нови технологии во хирургијата на катаракта, која што е една од најчестите патологии кај повозрасната популација. Сето она што треба да го знаеме, зошто навреме треба да се направи операција на катаракта, како изгледа самата интервенција, периодот на рехабилитација по операцијата, примената на она таблетарна терапија и која што треба да се применува, кога треба да се дојде повторно на контрола за да се провери каква е состојбата, но акцентот го ставаме на сите оние новитети кои што се вклучени во хирургијата на катаракта, кои се секако како придобивка за самите пациенти кои што ја прават оваа операција. На оваа тема разговараме со доктор Наум Трпеновски, специјалист хирург-офталмолог од групацијата Промедика и Систина офталмологија. Добро утро и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро, добре ве најдов, благодарам на поканата. Честопати зборуваме на тема катаракта, ама секогаш треба и можеби има секогаш нешто ново да се дополни, да се каже, како што и она денеска за кое што ќе зборуваме за новите технологии кои што значително ја подобруваат и ја улеснуваат состојбата на пациентите. Би сакала на самиот почеток да го споменеме она што е мощно актуелно во последниве десетина дена. Станавте првиот офталмолог хирург во регионов кој што имплантираше интраокуларна леќа при операција на катаракта со помош направена со помош на вештачка интелигенција. Така. Да, бевме први во регионот, ни ја дадоа фирмата Райнер од Англија, сега малце актуелна е Англија или Велика Британија во нашата држава. Ние отидовме чекор уште порано пред тоа. И на наше задоволство, на Промедика и на моје задоволство, ја имавме таа чест да и храброст да прифатиме таа нова технологија. Изненадувачки беше што за неја имаше интерес од Хрватска, првиот пациент во кој е имплантирана таа леќа, Горан Авкан од Хрватска. И нашите резултати, како што претходно беше потврдено од самиот производител, се поклопија со нив. Станува збор за извонреден производ кој во овој момент ги на еден начин претрка другите производи за некоја, да кажем, нијанса, не дека другите беа лоши, и веќе добивме доста поголема сигурност во нашето работење и голем бенефит се разбира за пациентите. Што значи тоа лично за вас, за Промедика, каде што и беше извршена интервенцијата, и за пациентот како придобивка токму за него, а добивте и официјално признание, така, од реномираната компанија која што ги изработува. Така е. Овие леќи. Знаете како е, прогредере, регредере, не напредуваш, назадуваш. Во офталмологијата и во било која гранка, колку да е тоа напорно, тешко, мора да се следат новите чекори, новата технологија и самата Промедика кога почна со работа, секој си поставува различни цели. Моја цел беше лична цел да таа Југославија на која и јас и припаѓав, да покажеме дека не правевме, да кажам, залудно држава и офталмологија, и беше тој порив да го одржиме чекорот со другите екшиу републики, да на еден начин докажеме, што е моја теорија беше дека сме еден така работлив, совесен народ. Јас паѓам во многу отворените луѓе, наш проблем е што немаме држава и власт како треба, иначе како поединци сме извонредни. Така, и сепак функционираме. Пациентот беше од Хрватска, неговите впечатоци односно придобивките кои што ги чувствува веднаш по направената операција? Да, пациентот и беше и на контрола и се јави и во писмена форма кажа дека и нема тие одблесоци од кога вози од светлата и разлевање на светлата кога вози, и дека самиот кажа дека буквално е подобро него што јас му кажав, затоа што не можете да ветите се во операцијата, мора да оставите мала задршка, но тоа беше и повеќе што јас му ветив, и на еден начин сум
Гор што ете толку голема фирма како што е Рајнер, која е прв производител во Англија од 1946 и до денес единствен производител. Има ставено и Харол Ридли, првата леча што е вградена во окото е лечата на Рајнер, така да во тој дел и за Промедика и за мене лично се работи за еден пред се голем поттек за работа, дека можеме, дека следиме, дека одиме напред. Така да. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. Секако ве поканувам да не следите до крај, да се јавите, да поставите прашање, за да добиете препорака и совет. Со доктор Наум Трпеновски, специјалист хирург-офталмолог од групацијата Промедика и Систина офталмологија, зборуваме за катаракта, најновите технологии во операција на катаракта и сето она што е важно да се опфати во оваа тема. Доктор Наум, имаме веќе двајца гледачи на линија. Секогаш интересот кога ја третираме оваа тема е голем, што покажува дека е и чест проблем, така, кој што побрзо треба да се реши. Добро утро, повелете. Добро утро. Ве слушаме. Слушај, ја имам проблем со левото око, имам мрежа. Некоја мрежа, не можам многу да гледам. Како да дојдам да... Така, во ред, ви благодариме. Може слободно да се јават. Може да се јавите и тука, ќе ви го дадат после емисијата бројот. Промедика офталмологија, има официјална веб страна и телефон. Се наоѓаме во строгиот центар на Скопје, наспроти трговскиот центар Рамстон и НЛБ Тутунска банка, и веднаш што пациентот закаже, ќе му се излезе во пресрет и ќе биде повикан на преглед, ќе се утврди дали има катаракта. После тоа обавезно се прават така наречени предоперативни испитувања, кои се и медицински и законски потребни. Тие се ставени во правилник на нашата држава, излезени се во службен весник, јас сум го пишувал тоа своевремено целиот тој правилник, и мора да се види што има позади катарактата. Да се направи така наречено ехо, а после тоа се прави длабинско снимање или окуларна кохерентна томографија, при што се гледа состојбата на макулата и очниот нерв, бидејќи тоа се двете места каде што се создава видот. Создадените информации преку нервот се пренесуваат до мозокот. Мора да се види дали се тие здрави и дали таа мрежа е основниот и единствен проблем или постојат и други проблеми. Пациентот мора да биде пред се информиран и од тоа зависи исходот на операцијата. Тоа е така наречената медицина базирана на докази, бидејќи снимките се доказите, не се работи за субјективно мислење на лекарот, него снимките потврдуваат проценка или предпоставка, туку едноставно гледате што покажува апаратот на снимањето. Апаратот и после тие две снимки се прави така наречена биометрија, значи се земаат мерки на окото во ширина, во висина и се утврдува со тоа бројот на лечата која пациентот треба да ја стави. Не е еден број на леча, него зависно од окото, од неговата величина и способност за прекршување, има многу бројки. Да речам од 0 до 30-35. И се утврдува која бројка е пациентот. Например, апаратот ќе покаже дали во него треба да се вгради број 20, 27, 21,5, 22 или 17. И тогаш од кога ќе се утврди тој број на леча, после тоа разговараме со пациентот што би тој добил со било кој тип на леча, кога би се одлучил. Ако се тоа монофокалните лечи, тој со нив ќе добие добар вид на далечина, без наочари, а за близина, тоа е читање книга, лаптоп, компјутер, значи 40 и 70 сантиметри, оноку колку што е долга раката, ќе носи очила. Ако се одлучи за така наречени подобрени монофокални лечи, ќе може да гледа и на далеку, но и на 70 сантиметри без очила. Ако се одлучи за трифокални лечи, тогаш ќе може да гледа на сите далечини без очила.
Некои пациенти, сакаат да носат очила, некои пациенти им е важен тој комфорт на неносење очила. Разговараме со нив, не се сите лечи применливи на секој око, на секој човек. Важно е дали истиот има проблеми, да речеме глауком, промени во макула. Значи, окото треба да биде позади извонредно способно за да дојдеме до таа ситуација да тој добие вид и надалеку и наблиску без помош на наочари. Ако не, се одлучуваме на варијантата со очила за читање за блиску и која е одлична исто така варијанта, бидејќи нас ни е примарно да тој има најдобар можен вид. Така, да се отстрани пердето, така, односно катарактата првично. Комфорот се е земава веќе предвид така и желбата и потребите, но и самата состојба, така? Дали дозволува кој тип на леки ќе бидат вградени? Така е. Добро. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас. Ало, добро утро. Повелете. Поздрав до докторот и до вас, Билјана. Ви благодариме. Информативно ме интересира. Од левиот, на левото око, од левиот агол почнува да ми се појавува магла, веќе таа магла дојдена е до повеќе од пола око. Ова се дешава последниве 4 месеци. На сега таа магла поминува на десното око од левиот агол према надесно оди. Ме интересира дали се работи за нешто очно заболување, катаракта и тие работи се во моментот не знам да ги кажам, или пошто имам поминато со мозочен излив пред 7 години, дали е разлог нешто тоа и што најмногу ме интересира, најмногу дали може од мозочниот излив да дојде до слепило, така да кажам. Фала ви многу. Преглед немате, предпоставувам, некој направено? Како? Преглед, очен преглед сега барем во брзо време? Тоа е работата што немам направено, немам. Добро. Ќе треба да го направите и за да се види точно за што станува збор, врз основа на ова што ни го кажа гледачката доктор. Врз основа на ова, човек кога има мозочен излив и кога тој излив е и во окото, тогаш го губи нагловидот. Најверојатно од ова кажано се разбира дека тоа не е мојот конечен одговор, дека се работи најверојатно за катаракта или перде, бидејќи самата катаракта не е како ролетна, па наедна се спушта или све, доаѓа до замаглување на разни делови од природната леча и затоа може човек да има и малце поголема катаракта, али низ еден дел од таа замагленост да гледа, често им кажувам, за да бидам сликовит и разбран, како шофершајмната кога малце ќе избришете, како кај возачот вие гледате, но имате многу замаглена шофершајмна, така да по ова најверојатно кај пациентката се работи за катаракта. Се разбира дека тоа треба да се утврди. Една од предностите на офталмолошкиот преглед е што, да кажам, катарактата на тој наш микроскоп амбулантен веднаш се гледа, не се потребни некои предпоставки и големи анализи, стварно едноставно се препознава и брзо и секој почетник специјализант може неа да ја види, така да лесно може да утврди пациентката дали има или нема катаракта. Така, никогаш и на еден обичен рутински преглед, така, на видот може лекарот, офталмолог да ви рече имате катаракта. И затоа порано било старечко перде, бидејќи малку во поодмината возраст се појавувала, сега веќе и кај луѓе на средна, на помлада возраст, така па некогаш се изненадени кога ќе им кажете имате катаракта, па треба да ја оперирате. Има вродени катаракти, се јавуваат кај бебињата, кај луѓе 3 на 5 години. Се уште нема, само во многу развиените држави има на педиатрија и офталмолог, каде што тоа го гледа некој педиатриски, така наречен офталмолог. Ја знаеме состојбата секаде дека се помалку не има лекарите тука. И кога не имаше повеќе, го немаше тоа. Али потоа при некои рутински прегледи или однесување на малото дете се утврдува дека нешто не гледа и при доаѓање се утврдува кај многу млади
особи дека немаат тоест дека имаат катаракта, И дека треба немаат нели да добар ја вид. отстранат. Да, и работиме сите возрасти, се разбира, тие се во општа анестезија, не имаме можноста за тоа, така да тоа е практично една рутинска веќе процедура на тие луѓе, а и на, да речем, и овие некои, да кажам, рани или млади години, 20-30 години, има годишно барем неколку луѓе од 20-30 години оперира. Кои што и на таа возраст, да. Годиниве наназад, колку повеќе се зборува, толку веќе е подигната свесност дека популацијата дека ако имате катаракта треба што порано да ја оперирате, односно на време, треба озбилно и сериозно да ја сватиме, е лесна, едноставна и како процедура и како изведена хируршка интервенција, ама може да води до слепило доколку се остави, не се третира, не се препозна. Колку е катарактата или пердето, народно кажано постаро, толку е покомпликувано за работа за нас. Ние го разбиваме со тој ултразвук и колку е потврдо, толку повеќе ултразвук. Колку повеќе ултразвук, толку повеќе внатрешноста на окото страда. Одреден дел на луѓе тоа го почитуваат, одреден дел долго чекаат да видот се изгуби, да ги завршат некои своји обврски. Постојат некои тотално погрешно востановени мислења дека на лето не се оперира тоа, дека од топлото, дека на зима не се оперира. Оти е студено. Значи, само катарактата и пердето и неговата фаза на развој и степен кажува кога ќе се оперира. Не, времето е потполно неважно. Не е ограничувачки фактор. Ние работиме цела година, значи не сме сезонско занимање, така да нон-стоп тука се работи, се прават катаракти, дури на лето е можеби подобро човек да се оперира, помирно е, некако врските се помали, така. Така да. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Јас сум на линија. Вие сте, повелете. Благодарам. Јас само да кажам, јас сум над 70 години, оперирана сум од двете очи од катаракта. Едното пред 3 години го оперирав во 8 септември, а другото го оперирав пред 2-3 месеца во клиника. Мислам фино гледам, не е проблем ништо. Меѓутоа, после тоа ми се јави, ме чеша очите и само ми солзеа. И отидов кај натичниот очен лекар што ме испрати на операција и она ме праша дали те чешаат очите или само ти солзат. Викам, ми ме чешаат. Тоа е, викам, некоја алергија. Па ми даде антибиотик, капки тие ги знае докторот, ја не ги памтам, стара жена. А сега во моментов, дали малку се смири состојбата? Да, би се смири состојбата, меѓутоа, не знам зашто, еве кој ќе станам све бајле, очите убаво гледам, ама нешто кога ми смета пред очи. А во ствари и би се фаќа како да кажам, кој ќе пипнам отокото, имам како горизоки. Тоа. Така, добро. Зошто ја чувствувате таа промена, така или каква промена е таа? Во ред, ви благодариме. Постоперативно често се јавува суво око. Самата интервенција има 2-3 резови кога се прави. Главниот е 2,2 мм и има странични резови од 1-1,5 мм и вкупното сепак доаѓа некои 5 мм и тие 5 мм прават да таа сензитивност која одела на кај окото и давала команда да окото лачи солзи, да ја намали или прекине се додека таа сензитивност не се потполно опорави и многу често да кажам појава или синдром е на суво око после операцијата и затоа наутро очите на пациентката се залепени, фали еден од слоевите на солзите,
народно кажано, немаат команда созната жлезда баш да лачи колку треба солзи, треба да става вештачки солзи. Пациентката има многу видови вештачки солзи, нека одбере. Едни нека почне со нив, 3 пати на ден и мислам доста ќе и се подобри таа состојба. И тоа прави и да очите ја чешаат. Моje лично мислење е дека она има само суво око и тоа неколку месеци да става. Сега доаѓаат и топлите денови јули и август во Македонија и тогаш солзите испаруваат. И ќе треба да додаваат и другите луѓе. Така да таа пациентка во секој случај да почне со примена на вештачки солзи. Така, а и 1 месец веќе од операцијата, некогаш треба и да почекаме период да помине, така, Да, за ние да се ги даваме стабилизира и во самата продолжение состојба. вештачките солзи 6 месеци после операција. Така, да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро. Добро утро. Ве слушаме, повелете. Добро утро. Поздрав до докторот. Ви благодариме. Би сакал да прашам, веќе подолг временски период носам наочари, имам астигматизам, меѓутоа тоа не е проблем, последните неколку години имам големо солзење на очите. Добро. Одам на офталмолог, често на 3 месеци ми врши испирање, бидејќи ми се стеснети очните канали, солзните канали, и веќе почнува да бива се почесто, така би сакал да прашам дали има некоја друга метода или запад, нешто за да се дојде до проширување на солзните канали, за да немам толку проблем. Добро, ви благодариме. Самите солзни канали се проблем хроничен, ако се тесни, самите солзи преливаат, немаат одвод добар каде да одат, а одат во носот. При мали воспаленија на носот доаѓа до тие на солзни канали стеснувања и преливаат очите солзат и тие се промиваат, како што ете колегата офталмолог тоа добро го направил. Но постојат сами импланти, цевчиња кои тој барем почетен отвор на солзниот канал да го држат отворени. И тоа е единствено што може подолго да трае, да се стави таков мал имплант, тој е 1,5 милиметар на почетокот, да не се затвара отворот на солзниот канал, него да го држи стално отворен и широк. И тоа е кај одредени луѓе едно, да кажам, елегантно решение и доста потрајно. Може пациентот... За да не мора вака постојано, така да се оди на... Да. Може пациентот да закаже кај мене, ете, една од подсегментите кои ми се специјалности, кои, ете, единствено аз тие мали цевчиња ги ставам во нашата држава, некогаш треба и време, зависно се зема мерка за тоа што колкав е тој отвор, но тоа е хроничен проблем и се порачува не нешто ако се почека месец дена да се добие тоа, бидејќи сепак тука имаме едно современо решение кое на истиот пациент би му помогнало. И ќе му го олесни секојдневието, така? Секојдневието, да, доста, со тоа што треба да се види и тој цилиндар и астигматизам, ако не е идеално регулиран, окото е под напори, она често сакам да кажам, не знае да збори, она плаче, ќе видиме. Двете причини... Убаво ќе се види на еден добар преглед. Да, така, да. Да го слушнеме и следниот гледач. Повелете, добро утро и за вас. Добар ден, поздрав до водителката и до докторот. Ви благодариме. Јас пред 13 месеци направив на десното око катаракта, тргнување на каракта. Ме оперираше доктор Исмили Осман у Промедика, ама не сум задоволен, не можам да гледам, да читам, се ми како приватни буквите. Така, малку послабо ве слушаме од она што... Исто треба да се прави, да се тргне катаракта, ми рекол, уште не е зрела, почекате после 9 месеца, ја поминаа веќе 9 месеца и сега сакам да прашам дали можеме нешто да се коригирава,
страна што плива. така. Бројките што се ги напишам не можам да ги читам. Така, во ред, ви благодариме за јавувањето. Ќе погледнеме блок реклами, па советот и препораката од доктор Наум ќе ги чуете веднаш по рекламите. И веднаш по рекламите, доктор Наум, да го дадеме советот и препораката до гледачот кој што последен се јави. Да, доколку окото има здрава макула и нерв, значи органи кои се важни да го создадат видот, леќата е дел од окото, не е целото око, се може да се подобри тераписки, оперативно, да се поправи ако претходно пациентот имал здраво око, така да нека повели пациентот во промедика офталмологија и моје лично мислење дека ќе му помогнам. Така, така. А и следното око веќе треба да се оперира од Да, катаракта, ја ќе се види чекам. состојбата и тука, така, уште колку може да се почека или дали некогаш така доаѓа пациентот и на обичен преглед, проценувате дека сите тие прегледи што ќе се направат претходно се добри, па може и интервенцијата да се направи. Да, не треба да се чека, бидејќи ете таму има некој проблем, ова да се направи идеално за да пациентот функционира. Така да. Во она време што ни остана некои 6-7 минути од денешното издание на Фактор здравје, ќе успееме барем поентите да ги извлечеме за најновата технологија во хирургијата на катаракта, за премиум леките, премиум операции, цилиндрични леки, спирална лекија, ајде, барем по нешто за се од ова. Што значат? Па во новите технологии секоја катаракта почнува со мерење, како една куќа што треба да се земат мерки. Така да мерењата се стануваат се посовршени и посовршени на тај број на леќа која треба да се стави, зависат од апаратот и од тоа зависи дали пациентот и колку нема да носи наочари, оноа што ќе го измери апаратот, колку повисока технологија на апарат, посигурна, калибрирана, редовно калибрирана во годината, нуди голема сигурност за нас за работа и за пациентот. Од огромно значение е таа технологија. Ние те располагаме со Аргос, најновиот така наречен биометар, со кој многу по-точно работиме, многу по-лесно и имаме многу подобри резултати. Тоа е почетокот на самата катаракта, не е катарактата само операцијата. Да. Следно е самиот дел, самиот микроскоп, самиот инструментариум, самата стерилност и сето тоа спаѓа во условите кои што се така во салата кои се многу битни и важни. Јас во никој случај не сум единствениот битен во таа работа. Тука е целиот персоналот од приемот, од мерењето, од припремата, стерилизација, припрема на оперативно поле и сето тоа спаѓа во онаа така наречена премиум услуга или добра услуга на пациентот во која тој не го губи залудно ни своето време, но уште поважно е дека сето тоа стабилно да се и со огромна прецизност изработи. Потоа веќе во технологијата почнува да учествува самиот микроскоп. Ние работиме само на микроскоп, окото е премал орган и од огромно значение тој микроскоп да биде врвен, добар, сигурен, што би рекол да нема застанување, дури потребно и резервен да имате микроскоп. Се случува, потребно е да имате дури резервен извор на електрична енергија, се доаѓа и сите тие мали нешта, мали големи нешта спаѓаат во она што ја прават самата интервенција сигурна. Потоа веќе во игра влегува самиот апарат со кој се работи хирургијата, колку е подобар, посовремен, попознат за хирургот, колку хирургот живее со тој апарат, како што, да речам, катарактата е кратка интервенција, 10 на минути, 15, но тоа е како Формула 1, значи така да од голема важност е и возилото во Формула 1, не е само возачот, така да важно е да тој апарат биде сигурен, одржуван. Новата технологија на апарати не го подразбира неговиот дизајн,
него подразбира големи сигурности во работењето, каков е вакуумот, каков е ултразвукот, како тој го одржува целото око при интервенцијата и веќе доаѓаме до можеби најважното, интраокуларната леча, која е нешто што се вградува во човека, останува цел живот во неговото тело и е многу важно што ќе се вгради. Има многу видови на лечи, многу можности. За наша среќа, во главном се и во Македонија само квалитетни лечи, немаме тука ама баш никаков заостаток со светот. И веќе таа леча е важно колку е рамна, колку е материјалот од кој лечата е направена чист, колку е идеален тој материјал оптички, дури и биокомпатибилноста е важна да окото ја прифаќа. Сепак се работи за некое страно тело кое човекот го става во око. Добра е и примената, таа е ултра најнова на 3D хирургијата на катаракта. Јас тоа сум го направил веќе пред 3-4 години, се работи со крената глава, не се гледа внатре во микроскопот, се работи на 3D, како што младите со наочари гледаат тие филмови, доживувањето им е големо во 3D, како да предметот доаѓа до тебе. Така и со окото, се добиваме димензии во 3D и знаеме каде одиме, каде ни е длабината, каде тераме народно. Да кажам и многу е важна. Без алат стварно нема занат и веќе после тоа, после самата имплантација на лечата, даваме терапија, пациентот кратко се задржува. Ете, од 1-2 часа, најмногу 3-4 часа во самата промедика, присутен е тука анестезиолог кој ни дава голема сигурност во нашата работа. Сепак тоа е стресна работа за пациентите, тие малку минути. Често оперирам пациенти со едно единствено око, денес има, да кажеме, 11 операции веќе. Веќе закажани и ве очекуваат. Јас треба да почнем во 15 до 11 некако. Така да сета таја склоп на прием, персонал, едукација, технологија, самиот изведување на самата операција, самата вештина на самиот хирург се многу важни. Но доаѓаме и до еден многу важен период, постоперативен период. Пациентот утредента треба да дојде на контрола. Тој прв ден важен, на него му се соопшти неговите симптоми, тоа е за него една нова ситуација, очекувањата на секој се многу големи. Окото и да знае што тоа понатаму треба дома да прави. Јас често сакам да им кажам, првиот ден е тежок и за хирургот, очекувањата се големи. Секој следен ден е поубав за пациентот и тој веќе третиот, петтиот, седмиот ден доаѓа насмеан. Бидејќи она што го посакувал и го очекувал, нели го добил? Да, првично ја стално кажувам на еден кантар, ако се стави злато и едно око, колку да ставате злато, нема да превагне, окото ненаситно е. Така да сака да гледа. Веќе мораме да завршиме, доктор Наум. Ви благодарам за гостувањето. Целта е всушност да се направи најдоброто за пациентот, а тоа секојдневно го правите, посебно кога станува збор за хирургијата на катаракта. Така и во најдоброто учествувате и вие со оваа едукација. Така да заедно сме во целата работа од сите лекари, матични, до упатување и тука и до реализирањето конечно. Голема информативна улога има и телевизија. Така. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам на поканата. Благодарности до вас за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24.